Општина Гевгелија вчера распиша тендер за јавна набавка во кој предмет на договор е изградба на 2 нови бунари како дел од системот за дополнително водоснабдување на градот. Проценетата вредност на бунарите без ДДВ изнесува 5 милиони денари, соопшти службата за информирање на општина Гевгелија. Еден од главните критериуми за доделување на договорот за јавна набавка ќе биде понудената најниска цена за изведба на работите, а последен рок за доставување на понудите е 15 август до 11 часот. По овој тендер, наскоро ќе следи уште еден за комплетирање на целиот водоснабдителен систем кој ќе вклучува изградба на потисен цевковод, резервоар и доводен цевковод. Општината неодамна доби кредит од Светска банка во висина од 300.000 евра, но и дополнителни 200.000 евра како грант од ИПА фондовите за изградба на нов водоснабдителен систем. Инаку проблемот со арсенот во Гевгелискиот водовод минатата недела доби и политички размери, откако граѓанската иницијатива Арсена ги објави резултатите од анализата која ја порачале во Солунска референтна лабораторија, според која водата во Гевгелија содржи двојно повисоко количество арсен од дозволеното. Веднаш потоа, опозицијската СДСМ го обвини Франгов дека троши пари на неприоритетни проекти, а го занемарува троењето на своите граѓани. Цели 4 години ВМРО ДПМН дозволува се трујат граѓаните на сметка на своји лични и бизнес интереси. Градоначалникот од ВМРО ДПМН, Франгов, за цели 8 години мандат потроши над 40 милиони евра од општинскиот буџет, но не издвои ни денар за реалните потреби на граѓаните. Ваквите тврдења за општината беа обид за политичка дискредитација на градоначалникот Франгов. Според него, арсенот е проблем само кога ВМРО ДПМН е на власт. Зошто ниту еднаш не се спомна овој проблем до 2009 година? Дали арсенот е отровен само кога ВМРО ДПМН е на власт? Зошто тогаш во 2007 година, кога СДСМ беше локална власт и кога беше исто така донесена времена забрана за бунарското подрачје Моин, никој не ја информира јавноста за тоа. Според најавите на општина Гевгелија, новиот водовод треба да биде готов за 1 година.